Во наредните минути вклучуваме колешката Сузана Пословска по трет пат од Скопје и ни пренесува живописни бои, односно боите кои што на градот му даваат душа. Разговара за графити и мурали, а со кој ако не со Драган Китановски. Драж, добро утро по трет пат, Сузана повели. Добро утро, драги колеги. Да, не можевме да одбераме поубаво место утрово, да ги избегнеме високите температури и летните горештини, тоа е градскиот парк пред школка. Змија не видовме, за волја на вистината, искосена е тревата во градскиот парк, па нема опасност од некаде да ви излезе змија, но затоа по патот додека доаѓавме кон паркот, забележавме многу убави слики нацртани на згради и објекти низ градот, кои што навистина ни го одвлекуваа вниманието и некако имавме чувство дека го разубавуваат амбиентот во градот. Токму за графитите и муралите, ова утро разговарам со Драган Китановски. Драж, графит артист. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро, фала ви за поканата. Убаво се објаснивте. У градски парк сме, едно од последните цртежи кои што ги имам сработено. Што е позади нас, цртежот? Да, позади нас. И веднаш ќе го фати убаво камерата и да може ли едно кратко објаснување што представува овој цртеж, каква приказна се крие во него? У принцип школкава е секогаш поврзана со некои музички настани. Сакав да нацртам еден разнолик животински оркестар, така го нареков цртежот. Има различни животни кои што сите на свој начин некако музицираат. Еден придонес ете за градот и за помладите да имаат нешто на кое што ќе се сеќаваат од детството. Графитите секогаш ги привлекуваат погледите на луѓето, на минувачите, но интересот на децата можеме да забележиме преку камерата. И секако морам да истакнам дека графитите се повеќе се препознаваат како уметности, нели го разубавуваат градот и создаваат препознатлив визуелен идентитет на јавните простори. Меѓутоа, би сакала да ве прашам, од каде ја црпите вие енергијата и од што се мотивирате повторно и повторно да и подарувате боја на сивата градска слика со која што секојдневно се среќаваме? Ова е често прашање на кое што сме дискутирале и со други. Значи, поентата е, мислам, ја можам лично за себе да кажам дека би сакал Скопје да има еден поразличен изглед и како што кажавте, да се бориме против сивата монотонија. Некои од зградите се уште од земјотресот и мислам дека Скопје заслужува да има, ја барем така сакам да го доживам тоа, како една отворена галерија на цртежи или еве да ги ставиме и графити, и стрит арт, све тоа што спаѓа под едно. Како во другите метрополи, така и тука да се потрудиме да направиме нешто да изгледа Скопје барем пошарено. Ама не само Скопје, би сакала да зборуваме и за другите градови. Има ли главниот град и другите градови низ Македонија доволно графити и мурали? Да, ете, мислам дека 7 или 8 години, еве, ако грешам, нека ми простате, се случува графити фест во Куманово. Исцртан е доста голем дел од градот тамо. По другите градови има активни екипи кои што, мислам, активни екипи. Луѓе, индивидуалци и цртачи или групирани луѓе кои што оставаат по еден белек и печат во својот град. Така да, мислам, има некои осцилации во светот. Некогаш има повеќе, некогаш помалце, некои ќе пробаат, ќе се хајпнат, па ќе се но сепак ги има и забележителни се. Меѓутоа би сакала малку околу процесот на работа, кога ќе застанете пред еден запуштен ѕид, што најпрвин гледате? Обична бетонска површина или пак платно што чека да раскаже одредена приказна и што сакате да почувствуваат луѓето кои што ќе поминат покрај некој графит кој што вие ќе го нацртате? Каква приказна сакате да насликате? Ете, не знам, од аспект на тоа, мислам, секојаш сум сакал кога е нешто ново, да остане ново, колку што може. Ама, низ теков на годиниве имало ќе се ишкртаат со политички пароли, со некои такви надписи. Па треба да се обноват. Па треба да се обноват и поентата ми е тоа дека треба да направиме нешто што ќе подзаличи градов поубаво, пофино и поентата за зашто го правам тоа е, чисто кога ќе помине некој да си каже некој размислил и направил една поинтересна слика да ти го разубави денот. Нема некоја си длабока филозофија, ама ако можеш една насмевка да. Но би рекла дека оставате дел од себе, парча душа од себе на секој графит и секој цртеж кој што ќе го насликате на една јавна површина. Имате ли доволно простор, односно поддршка за сето ова што го работите? Има ли слух од страна на институциите? Во последниве години да, малце има
подем во тоа, се уклучуваат некои од општиниве, се нафаќаат да дадат на еден начин спонзорства, да финансираат некои проекти, како Бушавата азбука, муралот за Александар Затоа што се Џамбазов. потребни навистина многу средства за да се реализира еден таков проект и еден објект да се исцрпи со графити и мислам дека мурали. треба да идеме напред, да не застануваме на едно ниво, него треба да има константно прогрес во работите, да го отвориме градов, треба Скопје да биде 2028 град на културата. Да, ако Како велите ние да ги одиме напред, привлечеме- графитите да станат дел од урбаната култура, но и од туристичката понуда. Да. Во другиве држави има графити тури, каде што самите луѓе се пријавуваат и идат на некоја си прошетка, каде што имаат кустос кој што објаснува кој од уметниците го има сработено мурал или графит. Едноставно како една прошетка низ градот на локации каде што има исцртано графити или све тоа што спаѓа под стрит арт, дали мурали, дали ќошиња кај што има стикери или wit paste, различни техники кои што се користат при изразувањето на улица. За самиот крај морам да ве прашам дали има доволни информации за тоа каде во одреден момент работите, на кои објекти и дали може некој кој што е заинтересиран да дојде да го погледне процесот на работење и можеби да земе активно учество во него. Па не би рекол дека, мислам, обично кога има некој настани, како што ви кажав за графити фестивалот во Куманово, во Скопје одамна се нема случајно. Такво нешто, последни За да биде некои... помасовно посетено. Да, некои последни настани такви беа на иницијатива на Филип Коневски, се црташе автобуската станица кај што поминува 57-ца во ГТЦ, катната гаража Борис Сарафов и кога има настани од таков карактер, нормално дека има Отворено е за сите и отворено е за заинтересирани. сите. Не знам, имаме некоја иницијатива за у септември нешто да направиме, ама се надевам дека ќе имаме средства да го спроведеме целото тоа. Очекуваме, има уште многу јавни простори кои што треба да бидат разубавени со графитите и муралите на Драж. Продолжите со вашиот ентузијазам и разубавувајте ни го не само главниот град, туку и сите други градови во земјава. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство. И на вас за поканата. Колеги, можеби во некоја следна прилика ќе бидеме повеќе подготвени со материјали, па на лице место ќе нацртам и дел од некој графит, но засега еве толку од ова наше вклучување од градскиот парк.